Во САД се уште се води жестока дебата околу отворањето на економијата, враќањето во училишните клупи, па дури и носењето на заштитни маски. Различните сојузни држави имаат целосно различен пристап за секоја од овие прашања. Walmart, Target, Walgreens, CVS, Best Buy, Starbucks, дел од најголемите трговски синџири во САД, воведоа протоколи со кои бараат сите муштерии задолжително да носат заштитна маска додека се во нивните објекти. I think having masks outside is necessary for us all to be safe. Everybody should follow the rules. There should be no exceptions at all. I mean, I think it's partly their responsibility, and I think it's smart of them to make the move and kind of force it. Голем дел од јавноста го поддржува и го практикува носењето маски. Сепак се уште има отпор, па дури и инциденти. Drop the weapon! Drop the weapon! Најсериозниот се случи во сојузната држава Мичиген оваа недела. 43 годишник беше застрелан од полицијата откако прободе 77 годишен старец, кој му рекол дека мора да носи маска во локалната продавница. Кога заменик шерифот се обидел да го уапси, напаѓачот му се нафрлил со ножот и нему, пошто бил застрелан. Снимки од повеќе други помали инциденти и караници се појавија на социјалните мрежи. Здравствените експерти се децидни, носењето маска го намалува ширењето на вирусот. It's true that certain masks may filter out more or less viral particles, but all masks filter out the majority of viral particles. Сепак на федерално ниво засега има само препорака, а не и наредба за носење на маска. Во над 20 од 50 сојузни држави тоа е задолжително во затворени простории, а во неколку дури и на отворено. I think if we could get everybody to wear a mask right now, I really do think over the next 4-6-8 weeks we could bring this epidemic under control. Председателот Доналд Трамп испраќа мешани пораки. Минатиот викенд првпат се појави со маска при официјална посета на болница во главниот град, но неколку дена подоцна во Атланта не носеше заштита. Бројот на потврдени случаи во САД надмина 3,5 милиони, од кои над 137.000 се починати. Зрак надеж информацијата од американската фармацевтска компанија Модерна оттаму велат дека се се поблизу до вакцина. Our data demonstrated that indeed the more dose we give, the higher the immune response, and I think it allowed us to nicely define what we believe is the optimal dose to take further into what are called late phase or phase 3 trials. Во меѓувреме, Белата куќа воведе нов протокол за пријавување на инфицираните. Болниците ќе ги доставуваат податоците директно до Федералниот оддел за здравство, а не како досега до центрите за контрола на болести. Администрацијата уверува дека тоа се прави за да се забрза постапката. Соединетите држави регистрираат по 60 до 70.000 нови случаи на коронавирус секој ден. Најкритично е на југот од земјата во Тексас и Флорида. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.